Господин генерал, ви благодарам прво што одвоите време во времето кога пред кампања собирате потписи за делот од вестите на РИС телевизија, каде што се обидуваме да ги представиме актуелностите во оваа наша држава. Уште еднаш добро дојдовте. Добро најдов. Ви посакувам се најдобро и се надевам дека ќе имаме добар разговор. Така е. Господин Петровски, кога излеговте на телевизија како што бевте промовирани генерал па политичар, започна интересирањето за вас во медиумите и кај моите колеги, кој е човекот кој се кандидира за претседател на Република Македонија собирајќи потписи. И јас прелистав околу она да видам што е личната карта на Димче Петровски и најдов еден куп на податоци, па ќе се обидам за моите гледачи да ги соопштам, а вие демонтирате ако нешто не е од она што изгледа. Вие сте родени 61-та година, сте завршиле средно градежно училиште, па војна академија, па подосна сте ги завршиле сите високошколски обуки и потребни генерал-штабни школи за да станете генерал, се разбира. Сте командант на сите единици во Република Македонија, вклучувајќи и првата бригада, па завршувате со директор на генерал-штабот на Република Македонија. Инаку, според она што успеав да го видам, два пати сте одбраниле магистарски труд, еднаш докторски студии на Филозофскиот факултет кај професорот Трајан Гоцевски на Универзитетот Гоце Делчев. Во меѓувреме сте станали и вореден професор, предавате лидерство или она што е малку попопуларно меѓу цивилните факултети како менаџирање на човечки ресурси при академијата, тоест Универзитетот Гоце Делчев и така натаму. Отидоте во пензија и сега собирате потписи. А инаку сте семеен човек, имате син и ќерка и што е многу интересно 6 внучки. Како генерале, погрешив ли овде во представувањето на личната карта? Се е точно. Може би има уште друго да се каже, меѓутоа мислам дека ова е доволно. Така. Генерале, завршите со директорувањето во генерал-штабот, со чин генерал-мајор, тоа е втор генералски чин во војската, армијата на Република Македонија, како што беше дотогаш, и сега се обидувате да станете политичар. Собирате потписи. Како ви оди? За сега оди добро, се надевам дека денегове ќе оди уште подобро, затоа што информациите од местата каде што се собираат потписите говорат дека луѓето се заинтересирани за да дадат потпис за еден независен кандидат, еден потполно независен кандидат кој настапува сега како кандидат за претседател без поддршка на ниту една политичка партија во нашата држава. Господин Петровски, нешто што во јавноста дојде како терминолошка форма на изразување на политичарите, досега знаевме за партиски и непартиски кандидати. Сега излезе еден термин надпартиски. Некако моите гледачи и моите сограѓани нешто не им јасно. Вие како универзитетски професор, што ви му дошло тоа надпартиски? Тоа е надпартиски, според мене, измислена терминологија. Така, човек или е дел од една партија, или е член на некоја партија, или не е член на. Може би, ако некој не е член на некоја партија, некоја партија го поддржи, тогаш поадекватно е дека е непартиски човек, ама надпартиски некако не може да се употребува оваа конотација и нема никакво значење. Човек или е член на некоја партија, или не е член на некоја партија. И сега, навистина некој ако каже надпартиски, тоа може да се тумачи на разни начини. Затоа треба да се избегнува тој термин. Можно е политичките партии да кандидираат свој кандидат, некој за кандидат на претседател, да биде и непартиска личност, ама тоа не значи дека е надпартиска. Едно со друго не оди. Така да. Јас заборавив да кажам нешто околу вашиот професионален ангажман. Вие сте одликувани и од Соединетите американски држави, ако не се лажам, од градата на државата Вермонт, или Охајо беше, Вермонт мислам дека беше, што значи дека вашите контакти со структурите на НАТО, каде што веќе зачекоруваме во процесите до полноправно членство, ви се одамна познати. И како командант, и како директор на генерал-штабот, но и непосредните контакти. Ве праша моите колеги колку армијата е инкорпорирана во
процесите на НАТО. Јас да не ве прашам, да ве прашам една друга работа. Колку е влијанието на НАТО досега во Арама? Не може да зборуваме за влијание на НАТО во Арама. Ние како држава сме се декларирале дека во понатамошниот наш развој после осамостојувањето дека ќе бидеме во насока на пристапување кон колективните системи за безбедност и кога веќе тоа ќе го направите, тогаш почнувате еден процес на приближување со државите членки на НАТО. Има повеќе чекори, повеќе планови како тоа се работи и постои еден така наречен акционен план за членство, кој е документ на НАТО, кој содржи се како државите аспиранти за член во НАТО треба да постапуваат и што тоа треба да направат во функција на подготовка за полноправно членство во НАТО. Позицијата претседател на Република, на Северна Република Македонија, или паралелна Република Македонија, со устав е определен тако како што е. Има една низа на права и должности на претседателот, каде што тој одредува двојца од уставните судии, го именува говернерот на Централната банка, Народната банка и низа на други надлежности. Според устав му припаѓаат. Некако кај нас, како да нема сме начисто околу тоа што ни е претседател. Едни велат англиска кралица, протоколарна позиција во која што само се представува државата, а кога дојдат изборите, почнуваат сите да зборуваат, ама тоа е круцијална работа. Што кандидатот Петровски вели за тоа? Видете, нема тука нејасни работи. Согласно уставот точно се дефинирани надлежности на председателот на државата, дел тие вие ги наброивте, меѓу првата во уставот е кажана таму дека председателот доделува мандат. Во уставот пишува определува мандат, меѓутоа за мене тоа соодветно е да доделува мандат на она политичка партија која ќе на парламентарни избори добие најмногу гласови и тоа го доделува мандатот за евентуално формирање на влада и така натаму. Понатаму следат другите надлежности на председателот, во тоа одредува двајца члена на судскиот совет, како што рекоте, односно двајца во Врховниот суд на државата и така натаму. И тоа е точно дефинирано. Согласно нормативно-правните акти, дефинирано и другите институции во државата што тоа работат. Што е собранието, што владата и така натаму. Тука нема никакви нејасноти. Едноставно треба да се почитува тоа што е содржано во нормативно-правните акти. Често пати деноје се зборува за тоа да имаме правна држава, да имаме право, да имаме правда и така натаму. Во основа на се е организација на државата. Основен документ што ја детерминира организираноста на државата е уставот на одредена држава. Согласно уставот точно се наброени кои се тие институции кои ќе практикуваат власт во една држава. И согласно нормативно-правните акти наброено е кој што ќе работи, да нема мешање, ингеренции и така. А ги има? Ги има и последните 2 години бевме сведоци на волонтеризам на толкувањето. Нашиот проблем не е во тоа што ние немаме воспоставеност на таков еден систем. Дали е тоа добро, лошо и така натаму, тоа е друга работа. Може да се унапредува организираноста на општеството. Меѓутоа поголем проблем е во така нареченото практикување на власт. Кога одредени институции доаѓаат во некоја ситуација каде што преземаат некои мерки што се надвор од некои нормативно-правни акти. И тука се гледа она што народот ја гледа неправдата. Народот точно гледа што е правда, што е неправда. Не може да зборуваме ние дека немаме сега ние правен систем. Ние го имаме правниот систем, и тоа проблемот е со неговата примена и имплементација и луѓето тоа го гледаат па велат како може за еден да се применат вакви мерки, за друг да се применат такви и така натаму. Овој проблем произлегува од неправилниот спој на персоналот кој со организацијата, персоналот кој треба организацијата да стави во функција. Ако направите погрешен спој, односно некомпетентен спој на персонал со организацијата која е детерминирана, поставена и така, тој некомпетентен персонал ќе продуцира негативни ефекти.
Затоа е многу важно државните институции да бидат професионализирани, односно пополната на државните институции да се одвива на компетентна основа. И сега, ако на сето тоа се додаде па и одредено политичко влијание во тие институции, што имаме многу често и така натаму, тоаш доаѓаме до негативни резултати. Иначе, државата по дефиниција не представува ништо друго, него збир на институции во одредено општество, кое е задолжено да практикува власт. Имаме проблем со практикувањето на власт. Господин Петровски, пред Македонија не се само овие председателски избори, туку пред некој ден француската амбасадорка така таксативно ни каже што треба да направиме. Едното е пропаганда, другото е реалниот живот или реалниот сплет на сили во светот, кај нас на Балканот и во Македонија. И овде би сакал да ја поставам прашање, ама да се движиме низ коридорот на тоа што не очекува утре. Бидејќи забораваме дека сите тие одлуки што ќе ги донесеме, ќе ги донесе парламент, ќе треба да ги подпише председател. А подпишувајќи ги председател се согласува или обзнанува дека нешто е во склад со неговата програма, барем морално и етички би требало така да е, ако политички веројатно не. Првата точка таму ни вела дека завршете ја што побрагу реорганизацијата, реконструкцијата на службите за безбедност. Председателот досега ја раководи агенцијата за разузнавање. Сега ќе има спојување, ќе нема и така натаму. Како ќе го разрешиме тоа? Што вели професорот Петровски? Во ваква констелација на апсолутна спротивставеност партиска, не политичка. Сите институции што постојат во држава, постојат заради некоја потреба. Кога правите институција или кога правите организација, таа мора да биде израз на некоја потреба. Ако имате потреба, ја правите. И после ја димензионирате врз основа на она што очекувате дека треба да дека треба да се справите. Ако одредена институција, организација формирана за одредена потреба не дава, не продуцира ефекти кои вас ви требат, може би и тогаш ќе дојде на времето, нели, или за реорганизирање, или за спојување и така натаму. Ако е дојдено кај нас до таква ситуација дека имаме несогласување помеѓу безбедносни служби, несогласување во која смисла? Може би не е доволно добро нормативно правно регулирана координацијата нива. Или може би не се ставени во некој хиерархиски однос, значи така натаму. И сите институции било што да работат, тие треба да бидат во функција на интересите на државата. Знаете, ако направите некоја организација и таа работи нешто и тоа нешто што го работи е само за една или личност, или за една група и така натаму, а не е за целата држава, тоаш нешто не е вред. Тоаш мора да ги поврзете конците таму за да добиете една целина. И во таа функција не е прашањето само за безбедносните структури или за оние што се бават со одбраната и така натаму. Имам ја еден впечаток дека ние во сите институции во држава немаме еден заемно складен однос. И кога ќе погледате и некои нормативно правни акти кои регулираат некоја работа, дали се работи за системски закон или се работи за закон со просто мнозинство донесен, во ист закон за иста проблематика додирнува нешто од друга сфера, а го третира различно. Па ние имаме во самото функционирање по еден закон за истата работа важи така, по другата важи поинаково. И тука треба да кога се донесуваат нормативно правните акти, посебно за системските закони, да се направи една координација да тоа што се прави со еден системски закон да не задира во некои одредби на некој друг системски закон, а поготово ако се тие контрадикторни, што треба да се избегне. Господин Петровски, како председател, бидејќи се кандидирате за председател на државата, ви стигнуваат информации од трите служби кои треба да ги координирате. Вие, како што рековте, треба да се најде точка на спојување. Председателот, тој каде што се сливаат информациите од агенцијата, од војната обавештајна и разузнавачка служба и од УБК кога ќе побара. До сегашниот УБК, сега ќе се менуваат термините. Кои квалификации треба да ги поседува човек кој ќе биде на чело на сите информации доаѓаат до една точка? Што е според вас тоа?
Секогаш разузнувачките служби треба да бидат поврзани со одредени авторитети во државата на кои му требат тие информации за да преземе некои постапки после информациите. Знаете, информациите само како информација не значи ништо. Таа е само еден влезен инпут, започне одреден процес на донесување на одлука во согласност со содржината на информацијата. Ако ви имате некоја информација за нешто, а при тоа немате институционална моќ да го тоа спроведете, тогаш таа информација е некорисна, таа застанува некаде, меѓутоа по неа не се презема ништо. Односно, можеби да се преземе нешто, ама не доволно за справување со таа содржина на таа информација. Господин, како се справат луѓе со информации така важни, кои никогаш во животот низ процесот на сопственото живење не дошле до позиција да, како што велите вие, да тие информации дадеш мериторен след за да постапиш по нив. Ние денес имаме луѓе кои сакаат да бидат председатели, сакаат да бидат премиери, а одеднаш се наоѓаат пред нешто што значи информација некојаш и од персонален карактер. Прашањето им беше околу тоа, имаме една афера со 20.000 луѓе преслушкувани и тоа оди низ судските канали. Меѓутоа, како општество се наоѓаме во една ситуација во која што сите како да се плашиме дека некој друг знае повеќе од тоа ние што го знаеме. Местото на председателот, според вас, каде е да ги канализира, да ги дава тон или? Председателот нема ингеренции согласно уставот да ги следи тие работи, дали некој некого прислушува или не прислушува и така натаму. Тоа е веќе во надлежност на други институции на кои тоа им е работа. Знаете, ништо лошо нема во прислушувањето доколку е тоа во законски рамки со одредена цел за заштита на општеството. Ама прислушувањето е голема опасност ако се случува, речеме кој како стигне да прислушува, и тоа веќе задира во личностите, во интимата на луѓето и така натаму, и тука има една опасна димензија кај луѓето се јава една состојба на несигурност, небезбедност и така натаму. А безбедноста по дефиниција представува состојба која овозможува на граѓаните слободно, неоптеретено и без чувство на загрозеност да си ги извршуваат своите активности и при тоа да постигнат големи ефекти. Знаете, кога таквата состојба ќе ви биде нарушена, вие не можете слободно да се однесувате ако имате чувство дека секој момент нешто може некој или да ви намести, да ви каже нешто што не е и така натаму. Или да искористи некоја информација. Таквите нарушувања доведуваат до ерозија на плурализмот на поединечните мислења кај луѓето. А едно богатство на едно општество е плурализмот на поединечни мислења. Тоа е големата работа. Значи, секој да си слободно си каже што мисли, а при тоа да нема чувство дека тоа ќе биде искористено за да он биде изманипулиран, сатанисан и така натаму. Една работа е плурализам на поединечни мислења, друга работа е плурализам на групни, односно партиски мислења и така натаму. Уште еднаш ќе кажам, богатството е во мислењето на поединецот и ние никогаш тоа не треба да го... Иако ние како народ кој наследува така колективистички однесувања, а па зацврстени низ клиентелизмот овие 20 и скоро 30 години, така да многу малку ни останува на поединци и нивниот тон. Овде имам, како што се движиме во рамките на она што ние предстои, сакали ние или не, кој да биде председател, ќе мора да биде дел од возот што ќе ги прави овие работи. Европа ни вели, ако дојдеме до позиција, ајде нека дојдеме разговорите околу тие поглавјата, вели вака, ќе морате да направите функционирање на правна држава. Досега разговараме за тоа, ако не постои правна држава, има правна несигурност. Но има една точка таму во која што вели екзекутивниот дел, судскиот дел од целиот тој систем ќе мора да го доведете на пристојно ниво. Баш токму е така направен и терминот пристојно ниво. Колку е местото на идниот председател тон да му даде на овие реформи, на морал, способност, етичност? Тука, согласно уставот, и председателот има ингеренции, значи таму одредува и двајца членови на судскиот совет, и врховниот суд, двајца и така натаму. Значи тука има одреден дел на ингеренции.
И сега видите, нема тука никаков проблем. Значи, во нашата држава, има и во повеќето држави во светот, нели? Имаме законодавна, извршна и судска власт. Знаете, ако се тие раздвоени, законодавната, извршната и судската власт, и ако имаме нормативно-правни акти како тие треба да прават, тука нема никакви проблеми. Каде настанува проблема? Ајде, може би за тоа треба да се размислува, ако зборуваме за реорганизација, треба да видиме сега внатрешното функционирање како доаѓа. И кој ќе видите, кој поставува кај нас, нели, како е ситуацијата, која нели избира владата после доделен мандат од председателот, собранието. Па велиме, за да може владата да биде избрана собранието, мора да има најмалце 61 таму, нели, пратеники. И сега, видите, тие партии што сакаат да направат состојба власт, односно да формираат влада, тие ќе обезбедат пратеници 61 и ќе гласат и владата е, нели, устојана и така. Сега видите кај настанува проблем. Ако сакаат они нешто да изменат што е посуштинско, односно нешто системско, реформски закон. Некои системски закони кои се донесуваат со двотретинско мнозинство и сега веќе тука не се доволни овие пратеници 61. Сега сакале или не ќе тие, они мора да се работуваат со опозициони партии. И сега, одговорноста на сите партии што се во парламентот е во тоа, кога ќе согледаат дека е нешто навистина добро за државата, ја не гледам ниједна причина било која партија да се противи за нешто што е добро. Па ако треба, нека се дискутира, нека се поправи, нека се оти. Сите велат дека целта на сите партии да биде во државата добро. Па тогаш зашо зашто се, ако нешто е добро, зашто се кочи? Или нека се модифицира нешто што некој предлага и сите заеднички нека направат нешто добро. И тогаш граѓаните кажат дека власта мисли за нив и така натаму. Истото и за судската власт. Знаете, кој бира суди, треба они судиите собранието, не е така. За да ги избере собранието, пак политичките партии треба се согласат за тие да бидат. И ако ги предложува судскиот совет? И ако ги предложи. Видите сега, тука има некоја непринципијална зависност за таа судска власт, нели, од политичките партии. Затоа не само ние и другите држави се соочувале со овие проблеми и наоѓале начин како да навистина имаме независно, нели, судство. То независно значи да не зависиш од ништо и од никого и така и да само немаш закон. Него согласно закон и така. Па има примери во светот каде што судии во одредена, да речеме, дали општина или апелација или така, не е битно каде, самите луѓе бираат судија. Значи не мора никој да го бира. Таму кој судија го сакате, го сакаме, тој ќе го изберат и тој ќе си работи по тоа. Значи, овие проблем не се само кај нас, секаде ги има. И сите држави барат начин што е можно повеќе да бидат тие самостојни. Ние тоа мораме да го направиме. Една од тие точки е слободата на движењето на капиталот, на капиталот, на работната сила и така натаму. Слободниот пазар, како што велат. Кога ги читам анализите на нашите стопански комори, на комисиите од Европа што ни предлагаат разни решенија, тие велат отприлика вака: ќе морате на крајот после 30 години да одлучите дали ќе имате слободна пазарна економија или ќе имате и натаму диригирана економија која ќе оди потрошувачката од буџетот. Некако се вртиме во круг. Колку ингеренциите на председателот како човек кој може да добие 450 или 500.000 гласа, може на граѓаните, од политичарите да побара решение за тоа? Зашто ние вака вртејќи се во круг имаме недоволен економски раст, велат економистите дека оваа година и да не се трудиме, секоја година да не се трудиме да вложуваме во капитални инвестиции, ќе имаме раст од 2%, што значи само постоеме. Колку авторитетот на председателот може да помогне ова? Значи, во оваа насока, општо земено, за да имате вие добар економски развој на државата и така, мора да створите прво еден многу добар политички амбиент. Значи, не само во нашата држава, него и со сите други држави. Мора да имате подпишани соодветни договори за соработка, на тоа поле, на поле и така да политиката не треба ништо друго направи, него створи еден амбиент за луѓето кои се занимаваат со бизнис да го тоа прават.
Знаете, никогаш нема да има тоа слободен пазар и така натаму. Се е тоа тенденција кон тоа, меѓутоа ние сме сведоци често пати на така, некој ги затворил границите за стока од таму, ги затворил тоа с големи уцарини едно друго и тоа се во ред. Знаете, кога вие ќе бидете загрозени со некои производи од други држави, тоа загрозени во смисла вашите бизнисмени се загрозени од тоа, секоја држава треба да најде начин да се заштити од тоа, и така. И што е тоа нормално, меѓутоа за тоа да биде во една фер основа и со другите кои сакаат тука кај на тие нивни производи, мора да биде една некоја договорна основа за да нема тука непринципиелности и така. Улогата на презатовот во ова е да ствара еден таков амбиент, затоа што нема некои извршни ингеренции за оваа работа, меѓутоа како представник на државата требало секогаш каде што оди некаде да со себе си поведе и луѓе кои ја водат таа проблематика, таа економија и да си разговара со другите луѓе таму каде што ќе се отиде. Една од следните точки, која што најверојатно сега засека, ако не промениме нешто во представата за нашите политичари, ние во општеството ќе оди многу тешко, а тоа е реформата на администрацијата во целост. Тоа е таа третата точка. Меѓутоа, кога разговара и со економисти, и со политичарите, јавно едно зборуваат, а друго велат, ако вие сите точки, како од нас се барат, да реформираме, да не се мешаме во безбедносните служби, да не се мешаме во судството, да не се мешаме во економијата, да не полниме наши луѓе во администрацијата, потогаш каква е таа власт? Способни ли сме како општество да го разрешиме ово? Имаме над 200.000 луѓе кои земаат плата, а еве оценките се такви. Трома, нископлатена, голема, неефективна администрација. Токму мојата заложба е за тоа. Да се направи раздвојување на општеството со државата. Преска рековме, нели, државата е на збир на институции кои ќе практикуваат власт и ќе ги остваруваат потребите на граѓаните и затоа се формираат тие институции. Оти граѓаните во едно општество, тие треба се организираат. Како ќе се организираат? Ќе се организираат едно демократско општество, така, нели, ние сме се определиле за тоа, да ќе градиме демократско општество и така натаму. Што треба да направиме? Па треба да направиме да имаме собрание, значи да имаме влада, имаме министерства, да имаме тие да бидат по ресори поделени, да ги покријат сите сегменти на општественото живење, затоа што тоа е потреба на луѓето, на граѓаните, нели. И председателот како институција е потреба на граѓаните некој да ги представува, некој да ги води идеолошки, да им кажува што треба да прават и така. И сега видите, општеството и партиите се дел од општеството. Односно збир, група на луѓе со одредена идеологија која цени како ќе треба да го води народот понатаму. Од моментот кога некоја партија ќе добие гласови за да може да добие мандат, нели, да формира власт како состојба, и кога ќе влезат во државните органи, тука треба да престане политичкото делување и да почне професионализм. Институционално. Значи, ние додека тоа не го направиме, ние не можеме многу да одиме брзо напред. Додека не раздвоиме што се професионални институции кои ќе работат во интересите на народот, а што се политичките партии кои ценат дека тоа може да го направат. И ние, знаете, кога мора да разграничиме што е партија, што е движење. Знаете, ако во една партија во наши услови сега во нашата држава имате партии што имаат по 170-200.000 членови, тоа више не е партија, тоа е нешто, некое движење, нели? А самиот факт дека имате толку членови и утре дојдете на власт, вие сакате, нели, тие луѓе ќе барат од вас нешто да направите. И сега, ако едни направат за едните и направат влез во институциите во смисла на вработување едно друго и така, дали е компетентно, некомпетентно е друга работа, па после дојде друга политичка структура, па тоа го прави и така натаму, па не можете ги дуете вие државните институции толку што е до непотребност, нели? 500 милиона евра изнесува само платата на луѓето кои земаат плата што велиме ние од буџетот. Па може би и повеќе. Само плата, кога овде ќе се стават одржување на канцеларии, функционирање на институции, ладење, грејење, хартија и натаму,
Тоа поминува над 50% од буџетот. Видите, мора да има оптималност, односно урамнотеженост на потребата на бројната состојба на администрацијата и воопшто државните институции во однос на граѓаните. Не можете да дојдете до некоја приближна бројка, тоа е катастрофа за една држава. Тоа што самото стопанство не може да издржи такви институции и непотребно е тоа се прави. Господине Петровски, јас сум видел досега, а вие како еден од авторите на стратегијата на Арама, сте гледали документи кои се од исклучително важност за нашава држава, така и овие документи ние како новинари сме ги виделе, во кои што пишува дека 87 година е направено едно скенирање на македонската администрација како Социјалистичка република Македонија и е проценето дека треба да има некаде меѓу 37 и 40.000. Втор пат Светска банка заедно со вториот потпишување на договорот со ММФ, има посебен документ, нели, протокол со ММФ, таму ни е кажано дека можеме да имаме некаде меѓу 60 и 70.000. Од тога нааму не сум видел документ, ама проценките се дека има 146.000 по администрација и јавни предпријатија, а вкупниот број на луѓе кои земаат плата, се на товар на буџетот, скоро и никој не знае ако ги ставиме пензионерите на страна некаде на 200.000 луѓе. Но враќањето на етиката, на моралот е задача на сите челници на едно општество. А председател на држава се станува со голем број на гласови. Како човек кој претендира тоа да вие, како да ја вратиме довербата на нашите граѓани во институциите и во меѓусебен однос? Како процес, мислам? Многу едноставно. Граѓаните треба да разберат дека од нив зависи кој ќе биде на власт, од нив зависи кој ќе биде председател, од нив зависи кој нема да биде. Јас им препорачувам да се одважат и да сватат дека само од нив тоа зависи. И како сакаат, така ќе го направат. Сите и политички партии, и поединци и така, тоа им е работа, да ги убедуваат, да им кажуваат дека тие ќе направат добро едно друго. Што ќе биде, само од нив зависи. И спорачувам, кај нив е одлуката. Ако сакаат да биде така, има избори, и ќе кажат ќе биде вака. Ако нешто понатаму не им чини, пак ќе има избори, ќе кажат ќе биде вака. Тие се творците на институциите на држава. И последно прашање, она што е ингеренција на председателот е представување на државата или меѓународната политика, каде што има немали ингеренции, посебно што ги потпишува, прима амбасадори, именува амбасадори, но и учествува во креирањето на надворешната политика. Многу од аналитичарите, инаку тој термин толку го излижавме што не знам што содржи, но еве вака ќе се обидам накратко да ве прашам. Профилирањето на надворешната политика на една мала држава е умешност на видни и способни личности. А ние како Македонија мала држава и не можеме да имаме толку многу. Сите мали народи успеале своите најдобри писатели, најдобри професори да ги стават во функција на прокламирање на една политика. Како кандидат за председател, што мислите? Потребно ли е редефинирање на надворешната политика и активност и можно ли е сите овие универзитетски професори, јавни личности, некои со педигре на меѓународен план да се стават во заедничка цел? Според мене е тоа многу едноставна работа и треба едноставно пристапот да ни биде тако. Знаете, може да направиме една споредба, вака, ја сакам работите многу едноставно да ги гледаме, па после да филозофираме за други работи и така. Тоа е исто како една куќа во еден град, каде што таа куќа е обкружена со многу други куќи и така натаму. Секоја куќа секогаш има своја некоја политика внатрешна и така натаму. Умешноста е во тоа, за сите, не задирајќи во нивните политики и така натаму, да стварате пријатели околу вас. А кога ќе створите пријатели околу вас, тогаш ќе створите и подалеку од вас и така натаму, и ќе биде ценети и почитувани со принципиелна политика. Со нешто што сакате да градите, што ќе биде добро за сите. Знаете, кога ако створите вие некој непријател, не е добро ни за непријателот, ни за вас. Затоа што кога има одредени тензии, тогаш ништо не оди како што е добро. И сега, кога ќе видите што е изворот на тензиите, многу едноставно
треба да седнете и тој извор да го секнете, да нема више тензии. И ја често пати сакам јавно да искажам дека иднината на решавањето на проблемите, не само меѓу државите, и меѓу луѓето, меѓусебното и така натаму, е во компромисите. Ние многу погрешно ги сваќаме тоа кој ќе кажеме компромис. Компромисот не е ништо друго него усогласување на различни ставови на 2, 3, 5 или било кои страни кои тежнеат кон некоја цел да остварат некоја. И сега, секогаш ако имате правилен пристап ќе дојдете до правилен некој. Меѓутоа, што е проблемот? Некој пат се доаѓа и некој кој ќе се крсти дека е компромисно решение, може да испадне дека баш и не е тоа тако како што е. Па секој пат треба да се разговара и ништо што е сега еднаш кажано дека не е, може и ќе доаѓаат некои други. Така. Вообичаено ни е за кандидатите да зборуваме во ова пред кампања. Во кампањата ќе следиме и конкретните ставови, бидејќи така се правилата на АВМО, конкретните вашите ставови и на кандидатите по одредени точки и политики, бидејќи тоа што ги прави презентентите на граѓаните, кои се ставовите, која политика ќе ја спроведуваат. Обичајно ни е колку нашите луѓе се блиски кон со Америка и со европските земји. Вие сте одликуван од Америка, реков, слободно може да одите во Америка? Значи, не, види, преска го спомнаме тоа. Имавме ние заедничка една вежба со Националната гарда на Вермонт, каде што така еден долг период работевме и од Националната гарда на Вермонт, сите кои бевме на раководството на таа вежба, бевме одликувани за тоа што сме го направиле. Тоа беше дали 2000-та година, 99-та година, многу има од тогаш намо поминато. И тоа беше оној пат на нашата подготовка за да бидеме подготвени за влез во НАТО, што е наша декларација државна. За комуникација со личности кои ги представуваат и Јас и ден денес комуницирам со луѓе од тоа време и сега така, ти сум бил во Вермонт таму и со луѓе комуницирам и денеска. И тоа е добро. Дали јас можам да одам во Америка или не можам, тоа е работа на американската амбасада на американската. Не мислам на персонално, туку на контактите со луѓето кои ја представуваат државата. Знам дека десетина пати бевте во Брисел и таму имате контакти со командата, со цивилната команда. Затоа зборувам дека персоналните контакти кои често пати ја обличуваат политиката. Персоналните контакти се многу важни со луѓето. Вие мора да остварувате контакти, да се гледате како луѓето мислат и така натаму. Знаете, има официјални, има неофицијални разговори со луѓето. Многу е важно и неофицијалните разговори со луѓето да бидат многу блиску до официјалните. Значи, да нема тука разлики. Знаете, може се официјално ќе настапувате едно, па се сретне со некои други луѓе, па неофицијално ќе зборувате друго. Тоа е многу лоша работа. Затоа треба неофицијалните контакти со луѓе кои се на некои позиции таму да бидат во контекст на остварувањето на официјалната политика. Генерале, според правилата на АВМО или професоре, господине Петровски, правилата на АВМО не образуваат да разговараме вака за ставови и општи начини и мислења на кандидатите, а кога стануваат кандидати според правилата на ДИК, тогаш имаме право да ги прашуваме за нивните програмски цели, за постапките и за она што значи нивна програма. Така се правилата. Јас ви благодарам што одвоите време да бидете дел од програмата на телевизија Ирис и ве очекувам тогаш кога според правилата ќе може да зборуваме за нешто многу поконкретно. Ви посакувам успех во собирањето на подписите. Ви благодарам, поздрав до вашите гледачи на вашата ценета телевизија.